Здраво, ова е 198-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Card Counter на Пол Шредер, во кој станува збор за Вилијам Тел, глумен од Оскар Ајзек, кој што е коцкар и поранешен војник во службата во затворот Абу Граиб по нападите на 11 септември, но откако ќе научи да брои карти во затвор, излегува со убедување да игра со мал влог, да добива доволно за да не го привлече вниманието и никогаш да не престојува во хотелите на казината, туку во мотели, кај што ги обложува со чаршаф и сите предмети во собата. Тој се запознава со младиот Кирк, кој што има заеднички непријател од минатото, кому сака да му се одмазди, и Вилијам се обидува да го води во животот, да го советува и изведе на прав пат, а при тоа премолчено бара искупување за траумите кои ги има нанесено во минатото и покаяние за истите. Несомнено дека ако некоја сте погледнале филм на Шредер, тогаш сте запознаени дека режисерот не се отклонува од неговиот шематски приказ на драматуршки нарации околу централизиран лик, кој се наоѓа во премрежје на морален амбигвитет под невидлива тегоба на предстојните одлуки, кои може да иницираат траурни последици. Антагонистите во подготовка на Шредер секогаш ќе бидат добре дојдени во Видеологија, таков е случајот и во овој неонеар, односно мелодраматичен трилер, затоа што неговата формулаичност е својствена исклучиво за него, бидејќи овој филмски великан е као боец од друго време и не ги прават денес режисерите во негов ков. Броењето карти е само една нишка за впрегнување на корелација помеѓу гледачот и нараторот, кој што ги соопштува неговите методологии на приоѓање на блекџек, Texas Hold'em, покер и рулет, пристап во кој може да го прочита противникот и пресуди врз индикациите кои ги соопштува неговиот говор на тело, кој е најсоодветен пристап за имплементирање, иако филмот не се обидува да биде Rounders, Maverick, Mississippi Grind, The Cincinnati Kid или пак Molly's Game од поновата ера на коцкарски филмови, кај што играта е доминантен двигател на чинодействието. Напротив, тука Шредер филмот го концепира со предавањето на тоа начело, на постапките кои ги донесува Вилијам во остатокот на неговиот живот, надвор од затворот, и како неговото менторство ќе се рефлектира врз животот на непресметливиот Тај Шеридан, кој, иако има една обезволена нишка во неговата глума, што се должи повеќе на дезориентираното лутање на ликот во текот на сценариото, не е приближно рамнодушен, односно индигниран како што е Оскар Ајзек во неговиот перформанс, кој го диктира спорото темпо на самиот филм, кое може да биде проблематично за многумина кои ќе посакаат акциони секвенци. Шредер не е таков режисер, за него патувањето до целта, односно градењето на набиената, речиси хипнотична атмосфера, интроспективниот солилокви, конструирањето на матниот свет на подземјето е всушност неговата најсилна особеност, која генерира нова димензија на неговите филмови. Иако е повторлив во неговото структурирање на делото, но ја наоѓа формулата која ги вади на површина неговите најсилни адути, што не беше случај со филмовите од матните 90 и 2000-тите, но ми се допаѓа бранот што го започна со First Reform и го продолжи со овој филм. Додека сме кај шематизацијата, ќе си земам за право да проектирам дека и броењето на карти е некој начин на наоѓање на формула за Вилијам Тел, по која ќе може да внесе ред во хаосот, односно систем на кој ќе може да се потпре. Бресонова константа која ќе го извади на правиот пат во јадежот на светот, која што ќе биде дестабилизирана од страна на момчето, кое што е непредвидливиот фактор во неговото битисување, кое на моменти канализира будистичка сведеност на животната мантра во потрага по спокој, да не речам со самурајска посветеност на зацртаниот код, иако визуелно делува како да сведочиме на Декстер Морган или Патрик Бейтман како да си подготвува да извршат убиство во мотелска соба. Фатализмот во епилогот е неизбежен, што е уште еден квалитатив кој го ценам во творештвото на Шредер, кој успева до крајот на филмот да го прелаже гледачот, да застане на страна на покајаниот антихерој, што е вештина која се стекнува со преснимување на еден ист филм низ децениите, која Шредер ја владее. Сметам дека неумесен изборот на Тифани Хедиш како Лалинда, предводничката на шталата на инвеститори кои ги финансираат покерашите во чиишто способности не се сомневаат и при таа поддршка имаат голем профит.
не сум сигурен колку ова актерка која го владее комичниот маниризам придонесува за подлабинско збогатување на соодносот помеѓу карактерите или само е едно далечно ехо на некој дисфункционален фан фатал архетип кој со незината темпераментна глума го нарушува, застранува и одвлекува вниманието од летаргичниот тон на филмот. Некому ќе му биде потребен тој импулс со кој го разбранува предвиденото мирно животно море на Вилијам Тел. Јас не сум убеден во тие нејзини актерски моќи и не годувам налика верзијата која имам кон Крис Рок во Spiral. Ако некој треба да ја долови бурната и непредвидлива компонента во драматизацијата, тогаш тоа задолжение секојаш ќе го има Вилијам Дефо, бескрупулозниот командант Гордо, кој се храни со ентропија за доручек, садист пар екселанс, кој ќе ја препознае сенката која ја носи во душата ликот на Оскар и ќе го мотивира да погледне во бездната. Дефо од секогаш умеел, па макар и да има една редуцирана реплика, да остави доволно силен впечаток на архетип на озлогласен лик, кој ќе биде запаметен со неговата дива изведба. Секој човек има крајна граница, момент во кој може да тилтира, а во овој филм, како и во останатите на Шредер, личната одмазда е препуштена на гледачот дали ќе ја оправда. Абу Граиб е една од многуте црни дамки во модерната американска историја и таа иницира траума не само за мачените, туку и за мачителите, социокритичка прагматика насочена кон аномалиите на сопствената држава, како што во First Reform пробудувањето на свештеникот беше поглед на еколошките катастрофи, фрустрација која ја впрегнува во сите ликови од Тревис Бикл до ден денес. Во последните неколку филмови Шредер не ги менува соработниците, така што Бенџамин Родригес помладиот го монтира и овој филм, кој што налик First Reformed има специфичен спорадичен тек, кој што го посакува режисерот, каде преовладува недоречените тајни помеѓу резовите и овој свесен избор кој е предочен во филмот, тежна е постепено да го повлече гледачот од домените на реалноста, да се препушти на флоскулите на овој формулаичен свет, но верувам дека многумина нема да бидат воодушевени од филмот, туку фрустрирани за тоа што не гледаат таков филм кој треба да ги држи за рака и секоја минута да ги напаја со светла во очите, за да го задржи нивното внимание. Повеќе е Drive на Рефан или You Are Never или Here на Ремси отколку Ocean's 11 на Содерберг. Музиката, компонирана од Роберт Левон Бин од Black Rebel Motorcycle Club и Джианкарло Вулкано, е неопходна во придонесувањето на хипнотичниот одек со провејување на синт кој ќе послужи како подлога за образување на овие тајни меѓупростори кај што кохабитираат овие сиви ликови. Меѓутоа, во мапирањето на музиката во филмот има провејување на по некој стих помеѓу сцените кој делува заумно, како воздишка од друго време и место, засилувајќи ја мистеријата на действието. Кинематограферот Александер Динан, според мене си ги исполнува задолженијата и во широките планови на масите за покер и во доловувањето на самотијата во мотелските соби, како и во крупните планови кај што Оскар ги воздржува емоциите, но сепак не сними доволно впечатливи кадри какви што ги има во First Reform. Секако дека впечатливо е снимањето со изобличувачките леќи во травматичниот Абу Граиб, многу поубедливо прикажана проблематика отколку во The Mauritanian. Пол Шредер пред First Reformed имаше неколку невпечатливи остварувања како Dog Eat Dog и Dying of the Light, а во 2000-тите не го доби саканиот прием на жанровските The Canyons и Dominion, иако секојаш има простор за по некој впечатлив филм со Вилијам Дефо како Autofocus и Адам Resurrected. Во 90-тите имаше дури и комични потвати со тач со Скит Улрих, како и крими филмот Light Sleepers со Дефо и Сарандон, но да не се лажеме, Шредер нема да успее да го надмине тој креативен подвиг во кариерата, започнат кон крајот на 70-тите со Blue Collar American Gigolo Cat People, Mishima Life in 4 Chapters и мојот најомилен негов филм Hardcore. Го знаете и како сценарист на Taxi Driver и Raging Bull, The Last Temptation of Christ и Obsession, а во предпродукција му е трилерот со градинарот Местер Гарднер, со Сигурни Вивер и најавен е и Nine Men From Now. Филмот беше избран во официјалната селекција на филмскиот фестивал во Венеција, но не се здоби со награда, што говори дека Шредеровиот авторски сензибилитет не е по сечеј вкус, па затоа и предупредувам дека делото има оддишка и спорадично темпо, кое многумина ќе ги заспие или иритира во најмала рака. Потоа филмот се прикажа во Telluride, Цирих и Гент, пред да заврши на стриминг сервисите и да ја добие функцијата на полноќен трилер.
Дистрибутерите Focus добро си знаат со кого си имаат работа, па дури кога Шредер се бунеше насреде снимање дека нема ковид протокол да го спречи да го реализира филмот и со заболени на сет, сфатија продуцентите дека треба да го дистанцираат Шредер од социјалните медиуми, кај што непречено ги искажува неговите искрени погледи на филмската индустрија, кои признавам дека ми приредуваат огромно задоволство читајќи ги во ноќта, па затоа во промотивниот период на филмот се извини дека е предупреден да се дистанцира од тастатура, но кога филмот стана достапен, се врати тој Шредер кој сите ние сакаме да го читаме на нашите екрани. The Card Counter е филм предводен од лик кој е свесен за својата способност, кој се воздржува од докажување, за да ја добие можноста за покаяние за садистичката тортура која има наметнато во минатото. Ставен во можност да насочи млад лик кој е настроен да оди по пат кој води во душевен пекол. Спорадичен филм со резигнирана глума, но нуди можност гледачот да погледне во еден енигматичен свет на маргините од реалноста и да ги наслушне мислите заплеткани во бодликава жица од морални дилеми. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Card Counter од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 198-то издание на дигиталната архива Видеологија, лекувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и постанатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!